гости, добро дојдовте. Големо задоволство ми представува да ве поздравам од името на нашето училиште и да ви се заблагодарам за вашето присуство на оваа свеченост. Како секоја година, така и оваа се собравме, но овој пат да одбележиме 112 години од смртта на великанот, револуционер и учител Гоце Делчев и 70 години успешна работа на нашето училиште, кое со гордост го носи неговото име. Денес сме исправени пред овој значаен датум од македонската историја, да одадеме достојна почин на овој македонски син, кој целиот свој живот мечтаеше да ја види Македонија како слободна земја. Делото на нашиот херој, Гоце Делчев, не прави горди, а ние, неговите следбеници, ќе се сеќаваме и нема да дозволиме да биде заборавен. По повод патрониот празник беше распишан конкурс на темата Делата на Гоце Делчев, недрагоценото богатство на македонскиот народ. Сега ќе слушнеме извадоци од првонаградениот состав на ученичката Марија Милановска од второ 2. Делата на Гоце Делчев, недрагоценото богатство на македонскиот народ. Георги Делчев. Дали знаете кој всушност е тој? Тој неспоредлив револуционер, заменик на Левски, ученик на Гарибалди, истомисленик на Ботев. Денеска не е меѓу живите. И знаеш ли ти, о несреќна земјо, лулка на крв и солзи, мајка на маченици, доилка на херои. Дали знаеш кого загуби ти на 4 мај? Знаеш ли ти чии коски голт на твојот кат селцето Баница? На 4 мај, на тој несреќен, триклет мачен ден, Македонија го загуби најдостојниот од своите достојни синови. Ти го загуби, о моја црна земјо, најбезаветниот, најрешителниот свој борец. Ти ја загуби половината од душата на твојот буден чувар. Македонијо, ти на 4 мај го загуби Делчева. Тој веќе не е ниту под сенките на горските буки, ниту во Солунско Коломбо, ниту на Џумајлиски пазар, ниту во бабата Битола, а ниту пак во татковите кукушки дворови. Ами е таму горе, високо над македонските рамнини, над шумоливите планини. Таму неговиот дух се вие, отаде идат неговите сладки зборови за одмазда, отаде иде неговиот братски повик за бојна слобода. Делчев умеел да проникне во пулсот на народната македонска маса и во мигот на времето да го определи и навести раѓањето на македонската ослободителна епопеја. Човек со олимписко спокојство, со неразделните 2-3 бомби и силен револвер се фрла како тигар сред густиот џган на одзверените турци. Љубимецот на сите, на Грчка и Српска и султанска раја во Македонија и во Одринско е мртов. Веста за неговата смрт со тажно и болно ехо одекнала ширум Македонија. Цела салва од турски пушки го срамнила со земја нашиот Гоце. Ничко сум паднал на земјата застрелан од безбројни зрна. Гоце, ти умре, но сепак си жив. Ти умре, но твоето име го шепоти секоја очајна македонска душа. Твојот спомен е вечен, незаборавен, бесмртен. Подарок пред твојот свет прав, славни Гоце. Подарок пред твојот легендарен живот, пред твојата железна волја и светол ум. Ние ти го испраќаме нашето искрено, полно со солзи, проштевај. Затоа што никогаш нема да се простиме,
од твојот вечен спомен.